Почитувани колеги пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност, председателке на Судскиот совет Црвенковска, конечно дојде и на пленарна седница разгледувањето на извештајот на Судскиот совет за 2020 година. Денеска сме 9 март 2022 година, убав ден. Вчера го обележавме 8 март, се подсетивме на правата на работната жена, позборувавме кој колку можеше и колку знаеше за правата на жените во општеството и гледаме дека и во овој извештај, тоа го кажав и комисијата, од Судскиот совет имаме извештај кој што е родово сензитивен, направил анализи, графикони, пристојно го наместиле како што треба, содржински, текстуално и така натаму, и тоа нема никаква дилема, дека е така. На што мене ме загрижува, претпоставам ги збунува македонските граѓани и нашите даночни обврзници, е зошто толку време да се чека, да се одолговлекува, за да се дискутира за состојби кои што се веќе минато. Но не е минато, туку ова е на некој начин можам да ви кажам дека ме подсетува на оној познат холивудски блокбастер Back to the Future или Назад во иднината. Ние сме постојано како Република Македонија назад во иднината, бидејќи целиме напред, нели уште од партизанско време сме тргнати сигурно кон целта и никако кон целта, бидејќи повторно се враќаме ретроактивно назад за да одиме напред. Па така и денеска имаме една ваква, како што кажа мојот почитуван колега Љупчо Пренџов, лакрдија, која мислам дека и колегите од владачкото мнозинство не треба да ја доживуваат како лично, ниту па се повикани тие да бранат нешто што не може да се одбрани, бидејќи како што знаеме и самите, вистината е една, неменлива и таа си говори, тоест нели пред фактите велат и боговите молчат. Сега, моите колеги дадоа мислење, јас нема да ги повторувам нивните констатации, но би сакала да изнесам еден дел од извештајот кој што мислам дека е убав и интригантен за јавноста, како би можеле нели да размислиме во какво дереđe ни било судството пред 2 и нешто години и ете сега кузнај можеби да предпоставуваме што ќе ни се случува за овој извештај ако сме здрави и живи, да Господ сите да доживееме, да го дочекаме извештајот на Судскиот совет за 2022 година. Вели вака во извештајот: на ниво на Република Македонија, судовите месец јануари 2020 година го започнале со нерешени 97.091 предмет, примиле во работа нови 446.054 предмети, имале вкупно во работа 543.145 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 443.551, а останали решени 99.594 предмети. Според наведените податоци на ниво на Република Македонија, судовите во 2020 година не успеале да го совладаат приливот на предмети и го зголемиле за остаток за 2503 предмети и може велат да се заклучи дека во 2020 година од 34 суда за ажурни се сметаат 15, додека како неажурни се 19 и тоа 2 од апелационите судови и 17 основни судови. Што ни говори тоа? На сите ни е јасно каква е состојбата во судската власт. На кој начин се делегираат судови, дури како се врши и рангирањето, тоа подробно го говоревме во Академијата за суди и јавни обвинители. Знаеме дека непотизам има. Не велам дека имало само сега, да не бидам сватена погрешно. Имаше и има. Значи, ништо не е променето. И тоа е, почитувани колеги, тоа што сериозно иритира. Ние, како сервис на граѓаните и како глас на нашите граѓани, мораме да бидеме објективни кога приоѓаме при анализата на ваков тип на извештај. Мора да бидеме свесни дека товарот кој што го носиме,
бранејќи или обидувајќи се да го релативизираме значењето и тежината на овие процеси, само дополнително ја зголемуваат она амплитуда или не буткаат се подоле или погоре, како сакате, зависи во иднината или во сегашноста или во минатото, на оние мериторни меѓународни институции кои што ја следат транспарентноста и ги следат текот на парите, криминалот, корупцијата и така натаму и така натаму. Не прв пат сум говорила и не е новост и не верувам дека има свесен граѓанин кој што нема да се согласи дека нашата цел треба да биде департизација и ослободување од тесните спреги на врхушките на сите политички елити. И ова не е популарно, ако сакате да напредувате во кариера. Но е значајно да почне да се говори, бидејќи само на ваков начин сметам дека треба да се рушат стереотипите. И за да биде уште поинтересно, сакам да ви кажам, дека е навистина лакрдија и дека навистина е смешно да дискутираме со вакво заостанување 2 години од кога веќе поминат и сменати председател на судски совет и кога имаме уште нови корупцијски скандали, дискусии и нерешени судски предмети на граѓаните на Република Македонија, ова е показ дека ние или ќе најдеме заеднички јазик и ќе прифатиме дека овие работи мора да ги менуваме, или ќе си останеме закоравени и пикнати со главите како ноеви во земја и ќе мислиме дека ќе дојде некој друг, бидејќи сега господјата Црвенковска најмалку е важно дали била припадник или била симпатизер или била во нечија гарнитура советник. Туку таа го носи товарот на незиниот претходник, за кој што и не е одговорна да брани. Туку мора да ја представи институцијата. Тоа се парадоксите на Back to the Future или назад во иднината. И само да не должам, би сакала да ве подсетам, еве бидејќи зборуваме за ажурност и за транспарентност. Например, еве еден скандал во Управниот суд, кој што вели дека по фиоки се држани над 5000 предмети и не се испраќале по жалби, додека судскиот или совет спие. Ова е објавено на 14 јануари 2021 година во јавно медиумско гласило и само за појаснување на јавноста сакам да ве подсетам, вели за криминалот со најверојатно украдените предмети, алармирала царината која барала да им се стават правосилност на пресудите во постапки иницирани од нив, тогаш настанала и фрка бидејќи се открило дека едноставно предметите ги нема во Управниот суд. За ова биле казнети неколку службеници, но ниту еден судија или председател на судот досега не е повикан на одговорност. 2022 година сме, 5 година сте на власт. Од реформи во правосуден систем ништо.